А, да се слуша? Супер. Значи може слободно со него движи се. Нема да просто. Да. И! А! Кајде се и едно и закон. Също си има взели маса. Аз се пуши. Ја пала дојде. Па ова со реци нашите со реци Можеме да ви посакаме повторно да вредаме дека оваа следба е вистинска потврда и дека нашата чествува во претходниот период напред останува подобри од поубавиот од задачата. Јас сакам да сум Добро утро на сите. Благодарам што сте тука. Денеска ми беше навистина задоволство што во официјална посета на Република Македонија представува мојот колега, господинот Каракачанов, министер за одбрана и заменик председател на владата на Република Бугарија. Денеска е тука за да покажеме навистина на дело дека билатералниот договор кој што го потпишаа Република Македонија и Република Бугарија нема да остане само на зборови. И тој договор и она што се случуваше по потпишувањето на договорот покажува дека двете држави, Република Бугарија и Република Македонија, се свесни дека само преку добрососедство нашиот регион може да оди напред. Само преку развивање на добрососедски односи можеме да ја гарантираме нашата заедничка безбедност и можеме да го гарантираме напредокот на нашите две држави. Во изминатиот период два експертски тима работеа сериозно на изработка на еден работен план за наша поблиска соработка и партнерство во делот на одбраната. И во принцип денеска како министри можевме само да дадеме зелено светло таквиот план за соработка да продолжи и веќе да ги гледаме првите резултати од таквата соработка. Денеска се договоривме дека во текот на изработка на стратешкиот одбранбен преглед на Република Македонија, клучен документ за нашите реформи во одбраната и нашето членство во НАТО, дека ќе го искористиме и знаењето, и искуството, и добро и лошо, кој што го помина Република Бугарија. Така што уште во ноември, а потоа и во јануари, ќе направиме серија на консултации посветени на стратегискиот одбранбен преглед. Второ, договоривме дека нашите специјални сили, за кои што денеска веќе разговараат на таа тема, ќе договорат начин на поголема соработка, заеднички тренинзи, заеднички шанси за вежби, соработка која што ќе ја зголеми интероперабилноста на армијата на Република Македонија, но и соработка која што ќе ја зголеми соработката помеѓу вооружените сили на Македонија и Бугарија. Исто така, зборувавме за проширување на нашата соработка во делот на образованието. Образованието во одбраната, со шанса да ги искористиме можностите кои Бугарија и досега ги нудеше на Република Македонија, меѓутоа исто така и образование во делот на воено-медицинската обука и школување. Едно посебно барање на кое што обрнавме повеќе внимание е и барањето од страна на армијата на Република Македонија за различни специјализирани курсеви кои што се неопходни и во воздухопловството, неопходни се и во различните родови на армијата на Република Македонија, така што една серија на обуки за механичари, една серија на специјализирани обуки кои ќе ги зголемат капацитетите на армијата на Република Македонија. И како последно, ќе ја спомнам соработката во поглед на нашите воздухопловни сили. Сметаме дека тука Македонија може да го понуди својот центар за обука на пилоти, а од друга страна да ги искористиме шансите кои што бугарските ремонтни центри ги нудат во делот на ремонтите, во делот на обуката дополнителна на лицата кои што работат во овој дел. На крајот сакам да истакнам дека
како министри, како Министерство за одбрана, се обврзавме дека ќе ја планираме заедничката воена вежба во 2018, која што ќе покаже конкретно, многу јасно, дека Република Македонија и Република Бугарија се одлучни да градат добри соседски односи и дека се одлучни да ја градат заедничката безбедност во регионот. Сакам да се заблагодарам и на министерот и на владата на Република Бугарија, што во овој изминат период сериозно застанаа во одбрана и во промовирање на нашата крупна стратешката цел, а тоа е членството во НАТО. Како држава наш сосед, таа соработка и таа поддршка ни е уште поважна. Како држава која од следната година ќе председава со Европската Унија, тоа исто така ни е многу важно. Само заедно овој регион ќе го направиме сигурен и напреден за сите наши граѓани. Во тоа име денешната средба ја оценувам како многу успешна и се надевам на средби слични и во Софија. Благодарам, министр. Погласно сум. От 1 август, в този съвсем кратък период, бяха направени работни срещи тук в Скопие, вследствие на което всички тези конкретни инициативи, които госпожа Шекеринска каза, аз няма да ги повтарям, са в ход. Аз съм... Почитувана министър на отбраната на Република Македония, сакам да ве поздравам и целата земја, да подречам дека од 1 август, откако се отпочна соработката, сите договори се во ход и со надеж за сето тоа да продолжи и да роди со условите за кои што се задржуваме. Само искам да подчертая няколко важни неща. Основен приоритет на България при председателството на Съвета на Европа е интеграцията на Западните Балкани. Сакам да подречам неколку основни нешта. Посебен приоритет на Република Бугарија во нејзиното председништво во Европската унија ќе биде интеграцијата на Западните Балкани. Нашата позиция е, че правителството на Република България подкрепя политиката на Република Македония за членство в НАТО. Нашата позиција е тврда за тоа што Република Бугарија подкрепува и поддржува кандидатурата на Република Македонија за членство во НАТО. Искам да кажа, че след подписването на договора от 1 август, нещата започват да се развиват в положителна посока. Сакам да подречам дека после подпишувањето на договорот од 1 август, нещата се одвиваат во положителна насока. Подчертавам изрично, за да се спрат политическите спекулации, България винаги е заявява и сега. Ние поддържаме държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. И веднъж сакам да подречам, за да се прекинат всекакви спекулации, дека Бугарија од секогаш го поддржувала и продолжува да го поддржува единството на Република Македонија. Ние проблем с името на Република Македония нямаме. Признали сме Република Македония с нейното конституционно име според волята на нейните граждани. Ние немаме проблем со името на Република Македонија како таква и тоа сме го декларирале уште откако бевме првите кои ја признаа земјата Македонија, државата Македонија. Въпреки това, ние сме готови да съдействаме за изчистването на спорове с други страни, за да може окончателно да се отвори пътя на Македония за членство, пълноправно членство в НАТО. Воедно со тоа, ние сме готови да поддржуваме, да соработуваме со Република Македонија и за признавањето нејзино под името кое што и следува со останатите држави, зашто побрзо и пълноправно членство во НАТО. Надявам се, че всичките теми, по които разисквахме днеска, в областта на военното сътрудничество, обучението на кадри, военно-медицинските проблеми, ако щете дори и социалната политика между двете министерства, ние ще постигнем резултати, с които ще покажем, че само чрез добросъседство, открити и честни отношения може да има повече стабилност и ред на Балканския регион. Ние сме убедени дека само со честни и откриени понатамошни соработки, односи меѓу двете држави, како што се договаравме, двете министерства ќе има сигурен и стабилен развој
во се, во образованието, во меѓународната соработка на военните тренинзи, во медицинскиот персонал. Тоа ќе постигнеме само со откриени и искрени односи. Накрая искам да пожелая успех на госпожа Шекеринска като министър на отбраната на Република Македония и успех на цяла Македония. България нема проблем со името на Македонија и нема да има проблем со кој име да го договори во преговорите, за да го прифатите. Но и експерти и официјални лица од вашата влада упатува апели и забелешки дека мора да се внимава какво име ќе избере Македонија во преговорите со Грција, кое што, односно географска одредница, што нема да наштети на интересите на Бугарија. Малку ми е контрадикторно. Нищо контрадикторно нема, казвам го. Вие чухте и българския премиер Борисов преди известно време. България е признала Република Македония с името Република Македония. Нищо контрадикторно нема во тоа. Вие имавте прилика да го чуете и бугарскиот премиер, господинот Борисов, дека Република Македонија е признаена од Република Бугарија токму по тоа име, Република Македонија. Подчертавам, че този проблем не съществува между нашите две държави. Одвлекувам дека ваквиот проблем не постои меѓу нашите држави. Той е проблем с трети страни. Тоа е проблем со некои трети страни. Затова ние казахме, че сме готови да съдействаме да се реши този проблем между Република Македония и тези трети страни. Токму затоа одвлекувме дека сме готови да помагаме, да поддржуваме со све што можеме за решување, за да се реши тој проблем. Господине Каракачанов, македонската јавност е свесна и ги знае вашите ставови изминатиот период искажани во однос на македонското малцинство во Бугарија, во однос на идентитетот. Што тоа се промени сега? Стоите на вашите ставови или идеолошки размислувате поинаку? Темата е много дълга. Който се интересува от историята на македонския въпрос, не само от както съществува Република Македония, готов съм да изнеса специална лекция като историк. Темата е много дълга. Секој што се интересира од македонското прашање во историски поглед, јас сум спремен да одржам лекција како историчар. Винаги съм смятал, че не трябва да се измислят проблеми там, където те не съществуват. Такъв проблем, за какъвто вие споменахте, в България не съществува. Секогаш сум поддржувал ставот дека не треба да се измислуваат проблеми там, каде што не постојат. Ваков проблем во Бугарија не постои. Тук съм в качеството си на министър на отбраната. Тука сум в качество на министърът на отбраната. Ако желаете да водим исторически разговори, ще дойда в качество си на историк. И ще ги водим тези разговори. Ако сакате историски разговори да водиме, јас ви стојам на разполагање, ќе дојдам и како историк за да ги разчистуваме тия теми. Подобни теми не са полезни за добрите отношения между двете страни. Вакви теми не са од корист за добрите односи помеѓу двете држави. Благодарам многу на вниманието. Јас сакам само да кажам дека традиционално ние тврдиме дека сме добри домаќини и навистина мислам дека тоа го покажуваме. После 1 август целта не е да кажеме дека за сите прашања сите исто размислуваат. Тоа е убавината, тоа е некогаш тежината на европскиот начин на однесување. Меѓутоа покажавме дека за некои работи размислуваме зрело, размислуваме одговорно кон своите граѓани и размислуваме одговорно кон своите држави. И мислам дека таквата нова политика која промовираше и владата на Република Бугарија и владата на Република Македонија се навистина нова шанса за целиот наш регион. И сакаме да изразиме нашата благодарност заради тоа што првите луѓе на нашиот сосед почна со промовирање на навистина реална европска политика, па и во тешкиот балкански контекст. И во таа смисла ги оценувам и тие и овие денеска посети и соработки како извонредно успешни. Ви благодарам многу на вниманието и ви благодарам, господине министре, за поддршката.